Почитувани, наставниот кадар мора да се води од интересите на учениците, наставниот процес да продолжи непречено, затоа наставата мора да продолжи за да се избегнат негативните последици врз учениците. Диалогот меѓу владата и СОНК мора да продолжи. Само преку диалог ќе дојдеме до решение во интерес на наставниците. СДСМ преку владата и парламентарното мнозинство, што ги предводи во овие години, покажа на дело што значи вистинска грижа за воспитно-образовниот кадар. Преку отворен и инклузивен диалог, платите во образованието во периодот од 2017 до 2022 година се покачија за 21%. Во апсолутен износ, наставник во основно образование денес има плата од 24.786 денари плюс минат труд, што е за над 3.200 денари во однос на времето на ВМРО ДПМН. Во 2016 година истиот наставник има плата од само 21.521 денар. Во средното образование платата на професорите денес изнесува 25.874 денари плюс минат труд. Уште позначајно зголемување има во делот на детската заштита. Една негователка во времето на ВМРО ДПМН во 2017 година добивала плата од 14.493 денари. Денес платата на негователката е покачена и изнесува 19.560 денари плюс минат труд. Тоа е зголемување на платата за над 5.000 денари. Платата на воспитувачките во 2017 година изнесувала 18.300 денари. Денес, во февруари, платата на воспитувачките изнесува 26.574 денари, што е за зголемување од над 6.000 денари. Сето ова е показател за грижата кон овој важен кадар, но и гаранција дека платите ќе продолжат да растат и да се усогласуваат со растот на минималната плата. Истовремено, уште еднаш апелираме до политичките партии, особено до ВМРО ДПМН, да престане со партизација на штрајкот, да престане да нанесува штета врз образованието и наставниот процес. Тоа е последната партија која може да зборува за образованието и за детската заштита, по пустошот што го стори за време на 11-годишното владење. СДСМ како одговорна партија продолжува да инвестира во човечкиот капитал со сите сектори, вклучувајќи ги и образованието и детската заштита, едни од клучните сектори важни за развојот на нашето општество. Благодарам.